Учебната 2025-2026 година започнува со вкупно 245.000 ученици, од кои 177.800 се основци и 67.200 се средношколци. Наставата ќе трае до 10 јуни, а за матурантите до 15 мај. Министерката Весна Јаневска истакна дека е обезбедено снабдување со учебници за сите ученици. По 7 години, по прв пат се воведуваат учебници по странски јазици, а нови наставни содржини се воведуваат за 7 одделение во основно и прва година во гимназија. Дополнително се подобрени условите во училиштата и е зголемен бројот на образовни асистенти, 1346 во основни и за прв пат 130 и во средните училишта, обезбедувајќи инклузивност и поддршка за учениците со посебни образовни потреби. На полнок завршува рокот за собирање потписи за независни кандидатури за локалните избори 2025, закажани за 19 октомври. Според податоците од Државната изборна комисија, до саботата потписи за градоначалници се собираа во 16 општини за вкупно 22 кандидати, додека за советници во 11 општини за вкупно 12 листи. Потписи за градоначалници се собираат во Македонска Каменица, Куманово, Дебарца, Охрид, Струга, Дебар, Центар, Демир Капија, Македонски Брод, Кочани, Битола, Могила, Новаци, Гостивар, Демир Хисар и град Скопје за советнички листи. Во Македонски Брод, Кочани, Чешиново Облешево, Битола, Могила, Свети Николе, Лозово, Карпош, Дебар, Куманово и Старо Нагоричане. Рокот за поднесување кандидатски листи за градоначалници и советници е до 13 септември. До 11 септември е овозможен увид во избирачкиот список во сите подрачни канцеларии и одделенија на ДИК. Паралелно е во тек и пријавувањето за наблюдување и медиумско покривање на изборите. Поранешниот председател на Република Српска, Милорад Додик, најави дека во октомври, при планираната посета на Русија, директно ќе побара од председателот Владимир Путин поддршка за отцепување на Република Српска од Босна и Херцеговина. За BBC на руски изјави дека и претходно се обидувал да го убеди Путин, но тој досега ја поддржувал Дејтонската спогодба и територијалниот интегритет на БиH. Додик најави дека сега ќе се обиде повторно. Не знам дали ќе успеам, но дефинитивно ќе разговараме за тоа. Иако мандатот на Додик формално престана поради судска пресуда за непочитување на одлуките на високиот представник, тој одбива да го напушти кабинетот во Бања Лука. Организираше ентитетски референдум за 25 октомври, на кој граѓаните ќе се изјаснат дали ја признаваат пресудата и неговото отстранување од функцијата. Додик тврди дека ова е само вовед во поголеми политички чекори. Додик изјави дека Босна и Херцеговина не заслужува право на постоење и оти е логично србите од Република Српска да бараат независност. Во интервју за рускиот Спутник најави дека ќе побара Русија да стави вето во Советот за безбедност на Обединетите нации со цел да се спречи продолжување на мандатот на мисијата Алтеа, Европската воена мисија во БиH. Рускиот председател Владимир Путин на самитот на Шангајската организација за соработка во Тиенџин изјави дека кризата во Украина не започна со рускиот напад, туку е резултат на државен удар во Украина поддржан од Западот. Тој ги обвини страните кои ангажирале и вовлекле Украина во НАТО како друга причина за кризата. Путин тврдеше дека Западот целосно ја провоцирал ситуацијата, истакнувајќи ја улогата на државниот удар во 2014 година и проширувањето на НАТО како клучни фактори за драматичниот развој на ситуацијата. Во извештајот се наведува дека руската војска ја започна својата специјална воена операција во февруари 2022 година, ветувајќи дека не планира окупација, туку демилитаризација и денацификација на Украина. Тврдења кои беа широко оспорувани од меѓународните власти и медиуми. Во источниот дел на Авганистан, во покраината Кунар, ноќеска беше почувствуван силен земјотрес со јачина од 6 степени по Рихтеровата скала, што предизвика смрт на најмалку 622 лица, додека повеќе од 1500 се повредени. Се известува дека спасувачите користат хеликоптери за евакуација на повредените од урнатините. Снимка од моментот на потресот, снимена со надзорна камера во провинцијата Кунар, го долови драматичниот момент на потресот. Овој земјотрес дополнително го зголеми хуманитарниот притисок врз нестабилната земја, која веќе се соочува со сериозни предизвици, од намалена странска помош до насилно враќање на афганистанците од соседните држави.